Цената на кашкавалот годинава имаше мали осцилации, но со почетокот на 2024 се очекува поевтинување. Овој млечен производ во 2022 година беше звезда во јавноста, кога килограм достигна цена и од над 700 денари. Мислам дека следната година ќе имаме нешто поевтин. Толку ефтин како што беше до пред 2 години не, ама поевтин од денешната цена. Јован Дабевски, кој со децении беше во бизнисот на млечната и млекопреработувачката индустрија, вели дека може да очекуваме максимум 10% поевтин кашкавал и сирење во јануари. Поевтинувањето ќе се должи на се послабата куповна моќ на граѓаните и потребата од свежи пари на фирмите кои произведуваат млечни производи. Тој предупредува дека корекциите надолу би биле со краток рок и дека ерата на ефтина храна веќе е завршена. На среден и долг рок цените ќе си останат високи. Зошто ќе имаме скапа храна освен надворешните фактори, како цените на енергенсите и другите влезни компоненти, е и тоа што Македонија се помалку произведува земјоделски производи. Белата чума која владае кај нас, си одат луѓето од територијата на Балканот генерално, па и од Република Македонија. Од тука, покрај тоа што ни снемува луѓе во сите сфери, снемува и земјоделци. Така да паѓа производството на земјоделско производство, на сите земјоделски култури, па и на сировото млеко. Од тука станува млекото како поскап производ. Дабевски спасот го гледа со тоа што во земјоделството ќе влезат сериозни странски играчи, не во преработката, бидејќи тие компании веќе се тука, туку во производството на земјоделските култури. Мора државата, аграрната политика, Министерството за земјоделие да ги спреми законите за окрупнување на земјоделското земјиште. Странците не препознаваат зимање под концесија, односно бараат купување на тоа исто земјоделско земјиште, за да можат како своји на своје да донесат пари и да инвестираат во фарми, во крави, во механизација за обработка и најважното ќе донесат ноу-хауто, знаењето, значи ќе ангажираат експерти пред се од Холандија и Данска и тогаш може да очекуваме енормен раст. Дабевски вели дека доволно е една странска компанија да влезе, пошто ќе се охрабрат и македонските бизнисмени, граѓани и иселеници сериозно да инвестираат во земјоделското производство со примена на најмодерните бизнис модели. Ако се остави се на фармерите, кои се повеќе се во поодмината возраст, нема да имаме земјоделство.